Полицијата го апси струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, за кого обвинителството пред 9 месеци отвори предистрага. Беа направени претреси, се одзеде документација, а финансиската полиција го чешлаше за злоупотреби со даночни исплати, царини и други финансиски дела. Крмзов е лишен од слобода по насоки на обвинителството за организиран криминал. Под раководство на јавен обвинител Одојо Гок, полициски службеници реализира акција во која е обезбедено лице за кое во септември минатата година беше отворена предистражна постапка. Освен ова лице, обезбедени се уште две други лица. Минатата година во септември беше спроведена акција за даночно затајување во фирми во Струмица, Скопје и Гостивар, поврзани со бизнисменот Крмзов. Во акцијата беа приведени 4 лица. Обвинителството информираше дека е оформен предмет за даночна измама и за перење пари дека се сослушани 3 лица, а заедно се предложени мерки за предпазливост. Лицата беа пуштени на слобода, а судија на претходна постапка донесе одлука за одземање на патната исправа на бизнисменот Крмзов. Мицкоски и ВМРО ДПМН имаа серија обвинувања за струмичкиот бизнисмен. Премиерот Христијан Мицкоски во ноември минатата година кажа дека Крмзов направил злоупотреби тешки 15 милиони евра, а шемата допирала до политичари. Од неговата партија пак додека беше во опозиција. Крмзов го поврзаа со Иростандард банка, ископ на јаглен во рек Битола, случајот Синџир, шверц на брендирана гардероба, поврат на ДДВ, но и близок со Зоран Заев, а неговиот хотел Вила Парк во Струмица го нарекува омилено место на фамилијата Заеви за собирање рекет. Крмзов тврдеше дека предистрагата е отворена за да му се наштети, но и да се преземат неговите бизниси со транспортот, градежништвото и шпедицијата.